Добро, ајде вака, како ќе го отвориме ово денешно издание, тоест официјално и премиерно. Тета-тет. Зашо тета-тет? Ајде. Ајде. Сакаш ја да кажем или ти? Hello. Здраво. Не. Здраво, Лори. Здраво, не можам да ја симнам насмевката од моето лице. Нема, па да ти кажам право, не ми беше мене баш дено као што треба да ми биде некако даун ден, неделно такво. Океј. Ама мислам дека нели како идеше времето да се снимаме, малку се поише, знаеш, возбуда расне у мене. Да. И што викаш ти исто кога насловка не можеме да правиме. Да, знаеш како мене ми е интересно, оти прв пат после не знам колку години или на Свети Николски, не знам после колку години, седнувам позади микрофон и има камера, ако нели не е професионално студио и сето тоа, ма знам дека ово некој ќе го гледа. И баш ми оно фаќа ме трема искрено. Од причина... Да, сам добро, чекај. А шо? Ја би сакал да се надоврзам само да не ми летне мислата, извини, задржи си дека од техничка гледна точка ние веројатно и ти се согласиш заеднички ќе им се извинеме на сите. Да. Ако уопште е моментот за извинување, дека нели не можеме да бидеме перфектни, оглед на тоа што ние сме физички и двајцата заедно, да. нели на далини функционираме. Точно, да. Мора ја кај мене да има едно Deutschland, оно германско знаме кај тебе Македонија. Да не буде оно после пукла веза. Па не, знаеш како, мислам да не се разочарат ако нешто има технички сметни. Управата епизода, со текот на времето би требало да се надоградуваме и да ги исправаме сите тие работи. Точно. Не очекувате перфекти, зашто нели крај крајава па ништо живото не е перфектно. Да, ништо не е перфектно, али мора да биде оригинално. Еве таа една узречица би ја кажала од мојот сопруг, он секогаш вика, никогаш не мора да биде перфектно, али нека биде оригинално. Така да оваа емисија, тоест подкаст или не знам како, да, пошто сите се денеска со подкасти и нешто најново пред да се уклучиме, видимо дека и у Свети Никола некој подкаст ќе има, али не ќе да правам реклама за тоа. Знаеш зашо зборам, али не е битно. Тоа не не сакам да не фигурира дека сите почнаа подкаст, па чека и овие двајцата, али ние сепак имамо што да кажеме, ние имамо хемија, ние имамо конекција, ние имамо биологија, математика. Не, па, ние имамо историја, ние имамо бейс, ние имамо основа, ние не сме од нигде негде. Точно така. И за тоа доаѓамо до зашто ја и Ненат имамо подкаст и од кај ја и ти се... Знаеш шо, јако си мислеше како да почнемо, гледаш што ни ми такна дека ја би се заврател вака. Леле, да, ја вака, да, ама треба сега, не знам сега кој како гледа, значи да видимо како... Кога да гледам, не, нема шанси, вака треба да зборам од зитија, мислам, вештачка интелигенција. Не. Ама не. Сакаше да речам, нели, пошто наслово ни е тета-тет, нели, очи у очи. Треба да и сега Ама ние фактички, ние сме тета-тет, очи у очи, ама како да кажем, индиректно. Ама тета-тет. Директно со вас сме очи у очи. Точно. Тоа е моментот. Не е дека ја и ти сме тета-тет, али добро, ќе има малку судир на интереси или различни мислења, али тета-тет имаше и друго значење. Ајде да кажеме што значи тета-тет. Ајде кажи. Како се викаа моја и ти пред 20 години? Леле. Тоа ја после тоа ги зарази многу други луѓе. Тетичка. Тетичка. Да, тоа иначе доаѓа од една моја колешка. Да, тоа е оригинално од Ненат, да. И не па не е добро, да, у случајот, ама па не е птен од мене, пошто викам ти, нели, од колешка од факултет и од нейно друштво или нейни близо круг на луѓе, сите така се викамо, мушки, женски, тета-тетичка. Тета, да. Инспирирани беа од, знаеш, оние
на телевизија гафови, нешто како тетка да му каже, такви некои работи. Да. И тоа се многу распространи и од тие генерации некако... Ја ќе ти кажам, ја беше едно од тие што на сите тетичка, да ти каже тетичка. И после тоа се сеќавам доста други луѓеца. Не ме вика Лорета. Да. Здраво на сите, јас сум Лорета. Вика, тетичка, сопра. Океј, официјално, ајде не здраво. Лорета тука. Здраво. Тоа е за помладите генерации. Ненад, да, јас сум Ненад. Леле, помладите генерации постојат. Да, не знаат, Значи, затоа ја и ти. Јас најмладата генерација. И јас сум заглавена пред 20 години таму некаде. Ле. Ако сум 38. Чекай малку, пред колку години така сме се вика, пред 20 години има. Да. Да, Нено. А мене сето тоа ми е како... Како вчера да беше. Ајде да не претерам, ама... Па не како вчера, ама како пред 5, ајде. Не, ни пред 5 години беше короната, човече. 6 скоро. Гледаш како лета времето. Нели? Ама еве, оваа година, например, што е тековната некако многу брзо помина. Еве, мај у петок, 1 мај. Што, ко вчера дословно има нова година? Вака, ја мислам, дека живееме у брзо време, у време на трки и у време на генерално тркање со времето, да, ама и забравамо да живееме у моментот, што е многу битно. Значи, луѓето премногу или размислуваат на минатото или на иднината. Повеќето, оние што се анксиозни се заглавени у минато, а оние што се... Ти ли си еден од тие? Па добро, секој со својата диагноза. Да. И јас и имам некоја своја, нели? Тоа состојби, не се диагнози. Па ајде, состојби, диагнози малку по-модерно, Да. Не знам како, ајде. Не би сакала да навредувам некој, али нели, тоа е... Тоа мора. Да, чисто онака. Да. И луѓето бркат многу работи у смисол на Шо бркат? Па веројатно дали за подобро утре или жалат за нешто што било подобро од моментално што е. Пинтата у тоа што ние не можеме да знаеме дека утре ќе има за да биде подобро. Треба да биде денеска добро. Па луѓето го забрават тоа, а многу често и ние не на тебе. Да бидеме реални, дека и ние многу често за тоа и се наоѓаме у тие некои состојби. Ева. Така речено. И за тоа дојдеме до овај момент да ја и ти направиме еден подкаст. Значи тука е малку таа историја како се ја и ти вратиме на радио што може да се гледа на тета-тет. Да. Да, иначе да кажам ја тука дека не е во нешто ефтен пресна идеја, одамна постоја. Дури можам да кажам дека и пред да бидат толку многу популаризирани тие подкасти. Точно. Што ги има Да. Да. Ние многу одамна имам идеја да се споеме вака преку интернет, ама нешто не знам зашто така. Ете се у свое време валјда не бил, не знам. Не копирамо никој. Точно, да. Тука може да се изјаснеме и така. Дека ја мислам дека се случи живот. Едноставно. Не си имал време. Еве, ја пак ќе кажам, у склоп на целото представување, јас сум мајка на 3 деца. Значи, тоа е full time job. Значи, пуни раци работа, времето е ограничено, еве дури и за денеска и за претходните пати, и за сето тоа наскоро, никако да дојде тоа наскоро. Пардон, од причина што приоритет ти е нешто друго. Life happens. Да, life happens и плюс тоа, нели, секој со своите обврски, ти исто така си имаш... Тоа ми мина многу интересен момент, да, нели. Луѓето од страна мислат као, деве, шо е работа наскоро, ајде више, шо е толку. Не е тоа така едноставно како што изгледа, значи, не е. Па не, тука станува збор за менаџирање на време, менаџирање на 3 мали битија за многу работи, за дом, исто ти
Еве, ти може би немаш деца, ама имаш работа, нели? Имам и ја би тие. Кучи, но... Тувче тука. Не е проблем. Да. И така да. Таму. Не е проблем. Плюс тоа самата далечина пред си го почнемо- прави тоа. Извини, прекинате. Па, линковски, додека се да најдеме најдобар начин како да сме согласни, што ја не тврдам дека е најдобро и вака, а ако што ви кажаа претходно, ќе се подобруваме со тек на време, колку и аматерски да го изгледа. Ја имам таква визија. Ја ветувам. Не, ја ветувам дека од прва до последна се ќе биде окей и ја имам визија дека еден ден у студио ќе завршиме и може да направиме заедно. Тета-те лайв. Зашто да не? И тогаш буквално ќе бидеме Зашто од да не? тета-тет, знаеш. Оно, лице у лице. Знаеш, моите некои уметнички мислења, така, ај слободоумни, Добро. некако ми викат дека тоа е ствари многу природно изводливо, дека многу не е нешто што премногу барамо да биде така. Меѓутоа, за жал, живееме во такво општество што тешко можеме да дојдеме до тоа. Се е нешто претворено у пари, се е нешто претворено што викаш ти у немање време. А условите се тука. Не е тоа нешто... Да, мислам, дури од ништо многу нешто подостапно е, за разлика од претходно. Ајде да се вратиме назад како ја и ти се знаеме. Мислам, луѓето веројатно некои знаат, ама другите не знаат. Па ќе ги спомнеме Тоа ми младите беше само луѓе. пред да почнеме, тук Ајде. имаме едни вакви као картички, мене мисля од Тебу. Окей. И секоја картичка има некоја порака и сега ја ќе сечам за мене, па ќе сечам за тебе, Окей. пошто очигледно ти не можеш да Ово е Речи стоп, и out ти of извајаме the по една. box. Ти ме Нешто изненадува. како порака, Окей. како порака на емисијата, Ајде. ја ќе си извлечам една. Таа вика You won't break my soul. О, окей. А нема шанси. Нема мене шанси. Ништо и никој не може Не, да ми го нема скаже шанси. тоа што мене. Познавајќи те тебе, дефинитивно. Да беше Не, така ако лесно. Да живеам на улица, Да. мојот соул ќе биде Да, исти. да, да. Тоа го тврдам. За тебе, Окей, ајмо још еден пут. ќе ми кажеш стоп, Ајде, тетичка, стоп. ќе ми кажеш стоп. Стоп. You already have everything it takes. О мај гад. Имаш ги сите услови можда. Па Така, или? веројатно. Како уште еднаш? You Некако already ми е have чудно ова. everything You it already takes. have everything it takes. Окей, малку е со Се синонимно, што ти не треба. можеш буквално да го преведеш тоа, ама сака да каже дека Да. ти веќе имаш се што е потребно, се што ти е потребно веројатно за успех или што и да е. Така да имам лаптоп, имам микрофон. Предиспозициите, да. Да, у тај смисол. Да. Па не имам ли ги бен? Извинувам се што носам, имаш ги. Гледам тука како ми иде ring light у очилата, ма што да правам? Ако ги тргнам па ќора, ќе бидам и нема да бидам ја, пошто ја забаваче носам очила. Да, нема врска на очарите, сепак не сме у професионално Како се студио. запознамо? Ајде, кажи ти. Како се Не знам дали, ја ли да кажам или ти да кажеш? Моја перспектива Леле. или твоја? Па твоја, ајде нека биде прва. Не се сеќавам. Како не се кажеш? Шала на Добро, ја страна. не се сеќавам на конкретен И ја не момент. можам на конкретен момент, пошто е многу одамна. Само знам дека ние патуваме за Штип, ние и ти нашето средно образование, таму го завршивме. Ја моден дизајн, ти Да. музичко. Да. Имаше, нели, комбиња, што не носе, значи, Да. уште тогаш, да ве информираме, Generation Z, уште пред 20 години нема автобус у Светинико. Ова, Знаеш што па комбињата не зима од дома? точно, да. Комбињата, тоест, Да, не ги зимат од дома, такси сите идат на компании, автобуска. така, такси компании, кои што си имаат своји комбиња и не носеа, имаат договори, Лиценци, да. да, лиценци и не носеа на школа. Ама па, од друга страна па, не ни беше бесплатен превоз, сами си Да, оплатувам. точно, и тоа е исто така. Да. Да, точно. Така да вете гледаш, нема перфекција. Нема перфекција, Да. али добро, барем интересно беше. Ете, не мало да се случат тие пријателства. Нели? Беше.
Беше да. многу интересно. Да, поточно и ја... Јас се сеќавам дека у комбето, ете, луѓе што ќе не гледат, То не беше само едно комбе, тоа беа повеќе две-три комбини плюс кола нека ти идеше, да. Уште по сабајлечки ќе не соберат добро утро, знаеш, ние тинеџери земат, не пуште се музика до даска. Сите, некако имамо вајб, у 6 сипол сабајле, значи кој сте? Шо сите? Па тоа ни е муабето често, сите кјутат, спие им се, Ама само Лорета и Ненад зборат. Почесто ја ти. не знам ти дали си зборила, ти си била можда, ти не знам, може си сакала да збореш или не знам како кажам, ама јас сум ти бил повод да ми се придружиш. Па да. Јас сум бил сигурно погласен. Сите други спијат, да. Ти баритон. Ја им тенор, ја им се извинувам на сите, ако тоа нешто им значи после 100.000 години. Мада нема зашо да им се извинам, тоа сам бил, ја и сам мене да ме некој зиме, ја исто ќе правам. Да. Од сабајле. Тоа е, значи ја у теку на денот може толку не зборам, а насаба или касно навечер многу. Значи ти си early bird. Или midnight owl. Јас сум night owl, ама сакам ги утрата, ама само кога има повод, причина голема. Ја мислам дека и висинската личност треба да биде до тебе за да си имате и некој разговор, да има flow, као ја и ти што имам. Да. Да, така се запознаме, значи ние у комбињето, у комбето со кое што патуваме дошли, само не знам дали ти идеш у смени или? Да. Идеш прва. Да, ја идеш у смени, прва и втора смена. Беше ми многу тажно ти кога беше втора смена, знаеше дека нема со кој да зборам на сабајле. Со кој ќе се дружам. Мене сите ме игнорира, мене сите ме отфрла, некако ја од секад сум бил дете мета на булинг. На булинг, да, и ја тоа го памтам. И за тоа ќе збореме. Можеме за тоа да збореме. Збореме некој на таа тема. Да. И за тоа ја ти беше као guardian angel, некако не знам. Многу покрај мене не смеја ништо да ти речат. Пошто ја беше малку и ајде ќе искористам и англиски терминологии, исто нели зборемо и така. Tomboy. Значи ја беше tomboy, у превод мушка данка, поначки, женско нели да, шо јас се дружеше доста и со мачките. А машките знаеа доста да те... Ти се дружеше? Јас со сите се дружеше, ама имаше така... Не бев оно girly girl. Како? Да. Такав вајб даваш ти. И ја у принцип, у суштина сам исто многу кул човек, само што ја вајбо мој, тие што не ме знаат, мислат дека сум или арогантен или не знам нешто. Точно, да. Не те знаат. Луѓето што не те знаат. А у суштина, јас сум... Многу весел човек. Знаеш, ја колку трескам глупости, колку лесно се прилагодувам на луѓе и ситуации. Да, многу смешен човек, да ви кажам. Ето така, се знаете. Значи, како ја и Неначо смо се смеале, никој. Леле, страшно, многу, значи да, ја ретко после тоа сум се смеал толку така, често и до солзи. Буквално до солзи. И така се запознамо. И тука се родија и многу идеи уврска со радио, телевизија. Ти тогаш работеше по радио, по телевизија, имаше ги тие конекции, ја не толку. Али оно новинарското у мене тлеало уште од тогаш. Јас сум бивши новинар. Моментално stay home mom, домаќинка. Ти како да виде потенцијал у мене за нешто такво и тука некако исто звездите ни се поклопија за не можам да речам кариерно ниво, пошто кариерно не смо се градиле многу, али секад добро се прилагодуваамо еден на друг кога ќе дојде ред за микрофон. Камера, акција. Да го покажеме, ја мислам дека сакамо таа хемија меѓу нас да го покажеме и на другите дека е стварно оригинална и несекојдневна. И да не остане само комбе, него некако да иде у етер малку пошироко. Точно. И така нешто многу лесно, тоа беше тотално природно, ништо посебно не ни требаше за да се организираме. Ја не ни памтам како
како отидем у радио, мислам, ја беше више зле у радио. Ти беше веќе у радио, имаше веќе конекции со телевизија Свет, мојата Имаше бивша неколку куќа, емисии, телевизиска. Леле, јас забравив дека ти работеше таму исто. Да, ќе ти се молам, па јас бев уредник, новинар. На терен, новинар се. Само Дејан ми правеше монтажа. Поздрав до Дејке ако гледа. Ама, знаеш шо, ја памтам едно интервју, една изјава што ми зема ти од после еден концерт за Николско културно лето, јас со мандолинското беше пеал. Да. И некако после тоа, откако заврши концертот, за неколку сати ја требаше да патувам на одмор у Грција, Да. на Бари, па не кај. И тоа интервју ми е едно, ако не е омилено, многу смирено зборам и некако може да се познае дека е многу битно кој ти ги поставува прашањата. Да. Не знам како ти кажам. Соговорникот е зборам, секогаш многу- битен. Соговорникот, Да. Не знам, мислам дека имаш некаде зачувано снимка од тоа. ама леле, не ако најдеш, сигурен ајде кај. за следна емисија, следен подкаст Да, да покажем, убацемо. да се убацемо некако тука, како иде нова, тука во страна, не знам. Да, и... Фале ли ти нешто од тоа време на добро, извини. Да, не прашаме слободно. Слободно прашаме. Што дали ми фале, кој е? Фале ли ти нешто од тоа време? Нешто да прво на ум што ќе ти падне, а што го немаш сега, што си го имал од тоа У време? однос на телевизијата или општо генерално? Односно било шо. Генерално. Ау, па нено, ако фале ми... Сега, не знам. У однос на телевизија, фале ми... Немаше нешто многу акција, ама па нешто мора да се праве, да се снима, да се иде на терен. Порано малку беше Да. пожив градом, поимаше работи да се прават со Чичко Драги, лесна му земја на човекот. Да. Многу знаеме да седнеме на кафе, емисии да направиме, доста политичари доаѓа, сретнуваме се со луѓе од пошто повеќе у политичката у политичкиот дел ја беше заангажирана, пошто немамо нешто многу забавен карактер, нели емисии телевизија Свет, многу луѓе знаат дека не функционира така, сите емисии се купени. И како и сите што вика филмови пуштате од 1800 и некој, а многу луѓе не знаат дека тоа многу кошта и многу пари. Да. Значи ја практично работеше од љубов таму, чисто за да тоа што сум го студирала, за да го применам у практика и Како пракса, да, и стварно од љубов работеше и мене исто. не ми беше проблем. И јас сум исто од љубов работил. Јас цел живот од љубов Да, работам, дори. многу е битно да работиш тоа што го сакаш, ама доаѓаш некад до степен да мора да го кажеш стоп и да пресечеш и да речеш дека извини, љубовта е толку, ама веќе мора и да се живее, нели? Да. Мора и да се плати. Знаеш, интересен момент е тоа. Прво ќе се надоврзам на тоа со тоа што чим го пресечеш тоа и кажеш дека е више доста од љубов, више прекинуваат да те викат за соработка едно. Да. А другото е тоа што заради сите тие мои Да не се разбереме, ја беше од платена љубов, таму, али нели, бараше се повеќе Символично. и символично беше Да. сето тоа. Али, например, Ја- ја беше јасно, да. уредник, ја беше многу емисии направи, ангажира други деца, исто помлади тинејџери, Така, кај што да. сам видела потенцијал за да направимо нешто. Тогаш се отвори и ново студио, значи студиото беше направено у светски Да. рамки и беше со нови камери, со се, значи беше греота да не се искористи тај потенцијал, ама едноставно со пари, без пари не можеш. Значи, парите беа уложени заради некои си стандарди од радио и дифузија. Така беше, така ли се радио... Радиодифузија, да. Да, така. Има нивни стандарди, кај што мора да имаш студија од толку и толку метри квадратни, со изолации, со се, нели? Ама немаше, луѓето не работат веќе и од љубов, значи дури и тие што деца со кои што сум ја разговарала, само едно се појави и рече, окей, да, ајде ќе работиме нешто. Значи тогаш беше таа емисија, слушај филм.
Значи уредник на многу работи. Мартин, тоа Мартин, беше да, нешто. Мартин. Да, Како сега ми текна, како се не прозиваше, не им текнува поздрав ако не гледа. А, Леле, нека ми извини, стварно не се сеќавам. Значи помина и ја доста. блокираа моментално Мартин Николов, Николов? Никола. Да, он е сега исто татко, има 2 деца и е главен за диабетичарите у Македонија. Представува ги, да. Да, да. Тргна и по некој добар пат. И ти викам, значи немаше веќе пари и тај период мораше да се откаже и ја отидов за Катар. Да, ја многу сакаше исто, сакаше да кажам исто јас за моментот на ангажманот љубов. Се тоа стое. И сето тоа е, да речемо, ајде горе-доле на сите што ме знаат и што не ме знаат лично од градот тука, им е јасно дека тоа било така. Ама еве доваѓа време да ајде да речемо да поднесеш документи некаде за некоја работна позиција кои што барат дека си бил ангажиран у некој одреден сектор. Добро. И они барат црно на бело дека имаш договор. Ја никад немам подпишувано такви договори, макар што не ми плаќале, ама барем да имало некој договор чисто како што ќе сведоче хартија од вредност, да речеме. Добро. И сега ја не можам да отидам некаде да конкурирам и да речем да, ја они речем добро да знам, ама за тие што не знаат како ќе го тоа верифицирамо, валидирамо. Па не знам. Малку ми е криво заради тоа, не сум размислувал можда, гледаш, кога е од ljubов не се мисле на оние нељубовните работи, на материјални. Да, е па тој проблем кај уметниците што секад повеќе гледат на од тај аспект на неголи на Па you won't break my soul. Да, техни. Затоа јас сум тука, не. Да, и да ти одговорам на прашањето, ти многу гледаш како знаеме ние да забегаме од тема, што ми фале слободното време. Да не звучам неблагодарно, пошто као мајка на 3 деца немаш слободно време за себе. Многу ми фале да прочитам Не книга. можам да замислам тоа. Многу ми фале да не знам, да не треба да испаѓам, да кажам, случај, вака ќе ве организирам сега, вие тоа, и мама ќе иде вам. Пример. Значи, тоа е нешто лично не можеш, тоа е така доаѓаат со самите животни улоги, моментално е мајка, и тоа, дека нешто ми фале конкретно, не знам, секој период си носи своја убавина, мислам, и за тоа не се ни трудам ја да живеам на назад и дека сега, нели као, тоа време. Нели, секој знае, например, ќе ги спомнам и нашите родители знаат да кажат у Југославија, у наше време, нели? Некој ќе каже, ние, например, може ќе викамо на нашите деца, у наше време, знаеш, така. На секој нешто му фале некоја... Сигурно. Така да ми фале... Прогресира се и да напред, може да биде. Не ми фале ништо, ја додадеки лаж. Фали ми да сум слаба, како тоа беше. Ја исто и види ги овие и се живо. Да, така да. Мислам. Тоа е тебе, тај период. Па добро. Не докажамо како, Што ми значи... фали? Да, што ти фали? Од тај период. Длабока мисла. Чекај што ќе каже уметник. Ништо конкретно не ми фали, не. Ништо конкретно не ми фали. Ја немам нешто прекрасни спомени од средношколските денови. Малку прехаотични ми беа некако, али уникатни во секој случај. Не ми е криво што сум бил штипо музичко или нешто, не од тај аспект. Ама, што ми фали? Фали ми таа некоја благо кажано наивност, не е толку наивност, знаеш, тај некој по-искрен однос што ги имамо тие што се дружиме сите, некако се е фейк се сега. врнемо на време, на пари, на Сега е концентрирано, да, а тогаш се беше спонтано. Да, точно. Тоа беше се спонтано, искрено, ма колку и да имало проблеми,
нели што на нас биле проблеми тогај. Да. Ја Секое време си носе свое. Живеел па истите работи. Ама Да. па да, значи исто и мене не е дека нешто толку ми пале за да сакам и сега да го има. Освен тоа да тие луѓе што сум ги знаел па да бидат исти. Сега тоа е па тема дали луѓето се менјат или не, да не идем у Тоа е таа. друга Се тема, толку да, ама зборам, ако може на да пример за луѓето Да. ако се менјат стварно или само си го покажале вистинското лице со тек на времето. Еве, јас сум ти жив пример. види, Значи, човече, ево, после ја 20 немам- години, немам еве, ја па чувство дека можемо... смо сменети ние. Не, ние уопште не Да. смо свенети. Еве, после 20 години, значи ние седнуваме и продолжуваш дале. Како вчера да смо биле на кафето у Свети Николе, на пример. Да. Значи, Ја не знам, тоа е реткост у денешно време, ја мислам. Не знам, може да грешам, ама. па не знам, еве, Знаеш, тоа е кој... чувство дека не си прекинал контакт. Колку време се нема видено лично ние? Лично пред 2-3 години, мислам. Но тоа беше исто нешто блиц кратко. Тоа беше многу кратко. Многу кратко, у една од продавница, продавниците, нешто да, така. да не рекламирам продавници. Да. Да. Али у продавница беше тоа многу Немамо кратко. спонзори. Немамо спонзори, Немамо да, спонзори. нема да спомнуваме Гледаш, имиња. да имамо спонзори, мене ми е малку ама да има поддршка таква Да. минимална, многу подобри услови би имале ние за снимање. Да. Пошто Тоа е денеска се има, ама се кошта. Ја да ви Да. кажам на вас. Да. Да, и тоа не е жално, ама ете некој паметен знаел како да го искористи сето тоа. И за да дојде до некоја пар. Да. Така. Има многу теми што ја и ти ќе ги обработуваме, нели? Што Да. можеме да им ветаме на Ово е само еден гледачите, слушателите. како што сериите на Увертира. Netflix. Да, ово е само вовед трейлер. трейлер, буквално да. Кој сме ние, кој сме, што сме и зашто сме овде. Да. Така да. Нема крај, ние можеме да збориме и 5 емисии на оваа тема. Па ама. да, ма ете, само да у кратки црти, значи имаме водено заедно емисија ја и ти. И тоа беше на Радио Свети Николе, нели локално градско Како радио, се викаше моментално емисијата? не. Кажи. Леле, не знам, ја мислам дека треба ти да кажеш и малку да запееш. На седмо небо. Како не, не знаеш, Не. знаеш или? Ја Како знам, да кажем? знам На не има седмо сврна, небо. али сакам ти да ми Јас кажеш. знам какви тајни има скриено во себе, јас знам дека се што правиш ти за мене. Колку беше ја обседнат со Тамара Ти- Подевска? ти- Ја доскоро беше Ти обседнат со мислам Тамара дека и до Подевска. ден денеска си обседнат со неа. Па не сум више. Како беше песна? На седмо небо, и така, На седмо небо. така, мислам, на ајде, тоа е седмо небо. Тоа е твој момент, треба ти да пееш неја. Ај, копирајт да има. Зори нема копирајт. Да, леле, Да, и тоа так. беше Макфест 2006. Макфест 2006, леле, како ги кажувам годините, лоше ми се. Макфест беше победничка чувство- песна со Врчак, така ли беше? Да. Со Врчак, Да, да. ја и прави интервју изјава за Мал Тамара, многу беше упорен и сето тоа. Па Ја имаше тие не знам, акредитации да одеш таму многу- по тие фестивали, нешто, не знам. Многу ја го сакаше Тамара, значи не ми беше мене толку гајле за другите, да ги видам уживо, значи тоа време беше друго да се разбереме со Да, сите ми се достапни на нас на точно. социјалните мрежи тога Да. и ние чекаме редици за автограми. Да, значи, Не ете се гледаш, стигнуваше лесно. значи 2006-та, како викаш, 2006-та, така, значи, 2006-та, да. тогаш беше поим, значи Facebook 2004 е испаднат у Америка, али у Македонија дојде 2008-2009, значи тогаш немаше социјални медиуми, немаше Инстаграм, немаш TikTok, немаше толкова достапност до сите славни, еве, ајде да ги Иако имаше кажеме. Facebook има одреден круг, но мислам нема Да, сите нема профилите ги сите кучиња одреден, мачки. точно и немаш буквално сега моментално јас сега да уклучам Тамара Тодеска, ќе видам она каде и дали има некој, дали има нов дечко, дали нема, нели, или да што јаде дома Тамара, децата, нели. Али тогаш И тука се губе и целата тука магија се и губе затоа целата више нема звезди. точно и нема звезди, нема мистерија, нема Се ни е натацна. се ни е буквално е така натацна и веќе дури као
Океј. А тогаш у тоа На седмо време небо, да. Чекај сега, на седмо небо беше петок, идеше, мислам дека секој од 20 петок од нула. 20 часот точно, Да. по 1 час у Радио Свети Николас. Нашата фамозна Како беше? Заедно со джингл. Секој петок со некое ехо такво, како се вика реверс. Чекај, малку, ајде, но. чекај, види малце. Па не знам. Чекај, слушај. Секој петок. Ле, Види ти технологија, бе. Секој петок. Немам ја уште таква Во технологија. 20 часот. Поколение. Заедно со Хале, Лорета. Лорета и не. Лорета и Нена. Браво, Нено. Добро. Ама ти викаш добро. А, да, не, ја викам ти добро. викаш добро. Ја викам секој А петок. ти нешто беше у стило кој, зашо викаш така ќе кажеш? Лорета и Нена. И ја, добро. Да, и ти има... Па тука имаш монтажа, Извините, па да. се тие работи, да. Па тоа ни го стави Коката, поздрав до Коката. Да, поздрав. Николче ли како се вика он точно, не знам са. Не знам, И не знам кај се наваѓа, мислам у Словенија нешто беше, не знам. не Немам знам. да надам. Он ни беше наскок, техничка да. поддршка. Замисли он доваѓаше човекот секој петок по 20 за да биде со нас. Секој петок. И исто, и замисли, човек. и немамо толку добар микрофон, значи тоа беше, мама. Па на еден микрофон беше и тоа. тоа на еден микрофон. Ја уште ја имам сликата. На оние старите постолиња. Да, чекај. Железни. Секунда, Нена, това мора да го покажам. Значи, ово е голден. Пред година време, ја А мислам... слушалки имамо ли или си ги Имамо. продавамо? Не, Што имам. знам? Имамо слушалки и 20. Ја се мислам дека си ги менја, ама нешто Не, без идеја. еве доказ, Ненат. Кај мене моментално коче, ја не можам да изреагирам одма, ама ќе почекам ова некоја секунда. Ово е. Јас се надевам дека при монтаж ово нема да. И јас се Ако надевам. биде, ќе треба да преснимамо. Не, само не. Сега гледаш ли ме? Ќе пуштаме аудио варијант. Леле. Шо, видели? Това виде. Како не? Ете ги Лорети и Лина. Леле, која качотина сам ја. Жив доказ. Значи, Леле. тоа е точно Па пред добро. on the radio. Па 20 години. Да. Па да, Не, јас сакаше да кажам дека покрај тоа што кажама, дека исто на нас ни беше битно да направиме символично поврзување на диаспората со Точно. со Свети Никола, нели? да, така. Ја Нека ти се се правиме јавувам тема. еден ден и ти викам, Ненад, слушај, вака, ја не можам вака, имам многу идеи у глава. Значи, врие котело веќе излават и мора тоа нешто да се реализира, дали си за, дали си не, ајде нешто да направиме. Првично, тешко беше да се најде име. Уф, да. Парно. Али, меѓу, како беше, првично идејата беше меѓу две, помеѓу две татковини Или два света. или меѓу две, пардон, меѓу две паралели. Меѓу два? Меѓу Да, ти нешто паралели Меѓу сакаш, две да. паралели, значи паралелно како ја живеам у странство и паралелно како ти живееш у Македонија и да го тоа да кажувам уствари да направиме Споредба да споредба и паралела едно со друг кој како живее и што се случува. Како и да е, идеја се роди, тета тука. Па не знам после са дали е седмо моменто, ама ако више трейлер, Ајде. да кажемо исто дека што знам, ние би сакале да соработуваме на некој начин, да ги уклучиме и дел од луѓето што нели отишле некаде или дел од Да. луѓето што тука останале, да видиме зашо останале или зашо отишле, зашо се вратиле тука и слично. Да. Така што ќе ставиме акценти на тие луѓе. Да. Тоа ни е целта и размислувајќи нели ние која би ни била целната група, ако уопште имаме целна група би ни била таа. Ама од друга страна мислам дека целна група ние немаме толку Немamo, многу. значи Нас младо, може секој старо, да не секој слуша може идеја. нас да не слуша, ние смо Да. ние смо на англиски речено Нема- lovable. Ние смо срцки. Јас се надевам дека дека не смо вулгарни, сигурно не смо. О, не. Ќе внимавамо, мислам, немаше да внимавам по природа не смо ние такви. Да.
Не. Мислам, јас знам да бидам. Да се разберемо. Слушај, секој Ама, знае да нема филтер за некои работи, али окей. Се у граници на нормал, ја тоа е мислам преку дека глава. точно, да. И друго што ќе правиме, нешто ќе или па да оставиме на времето да не најавуваме после тоа да испадне дека се сменило или дека не се исполнило. Да оставиме малку мистеричко да Значи, биде. да, али генерално тоа, ово е мост кон пријателство, живот и време. Ете, така ја почнамо. Да, и на некој начин, колку и да сме ние слични и колку и да се лесно согласуваме, за да бидеме вакав водителски подкаст пар Да. или friends, ние во секој случај имаме и различни мислења за темите во животот. Ау, да, за тоа се живот. обавезно, значи нема... Контраст, Очекувате значи, контраст, очекувате дека со нено... Добро, са има за некој нешто Ќе се биде овака. согласуваме, далеко од тоа дека сме тотално. Да, не. Да, ама нели, пак има некој контраст. Тоа е судрис и контрактивен сарказм, малку, ќе бидеме саркастични. Да. Не дека ќе бараме победник или дека ќе Не. одлучиме кој е управо, до душа тие што не гледат ќе кажат. Да, ја тоа уредно сакаше право да или не. кажам точно, да малку да има и некој таков коментар да се даде, да се виде масовното мислење, како луѓето размислуваат, од кој Значи повикувам ове да коментирате. од кој вашите аспект, мислења. што и како. Надевам се дека и вие ќе бидете lovable, што викаш ти како нас и дека нема да има булинг. Да. Ја имам страх од булинг, пошто сам жртва на булинг и на некој начин тај булинг мене ми има направено да ја не се толку многу експонирам у јавноста поради булинга. Тоа е више друга тема, меѓутоа се знаеме дека види секој има вака, со оглед структура и на- секој Да, ма со оглед на тоа дека сега и законски можеш да бидеш заштитен од интернет насилство и така натаму, мислам дека луѓето треба да се малце и пазат. Јас знам, например, ако не ако се свиѓа, не мора да гледат. точно, ако не се свиѓаме, ако не сме нивна cup of tea, може слободно да стиснат don't like или уопште да не пуштат, Ма мислам. ичнека не стиска. Да. Ичнека не стиска. Оти ке пукне брумче. Ето тоа се тие Инфекција глупости. после, Инфекција, па како. Да. Што сакаш уште нешто да кажам, ама гледа, избега ми мислата. Значи, ќе правиме wrap up или сакаше да прашам дали старите пријателства траат или луѓето се менуваат, тоа да биде да ако кога некој ќе не гледа да пише од оздоле, па за да можеме наредната да искоментираме како размислуваат луѓето. А друга, Аха, па да, добро. така нешто. И Добро. нели ќе има мој и out of the box. Дај нешто за селебрити. Ево, цело време те мислам дека Да. у тоа време, у времето пред 20 години, ти многу знаеше да ме речеш Анџелина. Нема врска дека ја личам со Анџелина, али таа ни е омилена глумица. Имаш црати на Анџелина, не трескај, значи, ајде. Не, дека си двојничка, ама имаш си ги цратите. Да. Не. И што викаш ти Томбој и она исто у тие години била Томбој и се Да, па Лара Крофтов милен филм ми беше тај период, 2001. Лара Крофт и пред тоа има оние хакерс и са не знам Foxfire, кај што многу ти физички и с кратка коса имаш и ти. Да, имаш да. Да ми кажуваш. Да, Анџелина Џоли страна. Анџелина Џоли ни е наша заедничка Да. особа, селебрити што ги сакам. А која не го сакам ја, ти која сакаш, знаеш? Не, Бионсе. не го сакаш. Бионсе. Не ја сакам, Не да. го сакаш. Не ја многу ретко слушам Па нејзина ајде музика. да откажеме подкаст. Зезам се. Ете, гледаш, тука доаѓам зашто? у спротивности. Не знам. Ама зашо не? А она е, например, исто и девица у хороскоп, како ја. А сите познати Аха, што да. се девица у Добро. хороскоп, ја ги сакам. И гледам некои сличности, гледам, нели... Ово мало биту не.
Бионсе, не знам, некако ми е многу... Не знам како да ти кажам. Сега не ќе... Знам дека ја обожаваш и не ќе да делам мислења, ама ќе ти кажам друг пат кад ќе имамо тема. Небе? Кад ќе имамо тема ево, за Да. селебрити или Па баш би некоја... сакал, да. Не се пречкам. Out of да the видиме. box... Не. Што ни е рубрика. Мислам, немам проблем со тоа. Па не би Ама требало веројатно помочи не е ти дека не го сакаш. мразеш. Ма не можам, не делемо имање, што викат стари. Да го мразам, Да, Бионсе. ама не ти е по Али вкус. не е по мој вкус. Има некои песни што ми се свигат, малку ми е, не знам, не можам да речам копикет, ама не знам, ај ќе оставиме за друг пат ќе Добро. ти кажам за неа. Нема веза, да. Зашто? Ама секој си има нели свое мислење. Имамо, гледате, ете, во се само докази дека ние можеме да збореме за многу различни нешта Теми. и тоа да трае, тој вкус на ментол да трае. Сега звучиш како реклама. Да. Ништо да ги повикам исто да, како викат, да стават subscribe. Мене малку тоа ми е одвратно, ама ајде, нека стават subscribe. Like, Се замолам за subscribe, like and Ама добро, subscribe. окей. Значи ќе одиме на YouTube. И да не заследат. Точно. Ќе пишам у опис на видеото кај да не заследат на Instagram, TikTok, Facebook, кај што имаме Да. секде профили. Точно. За да комуницираме и тамо, рилсови ќе isfрламе сигурно. Па може да ќе се избацаме и на некои од тие мрежи, апликации со некој лайк, кај знаеш. Па да, се ускоп на време. Се е можно. Како ќе каже Да. најмалото кај мене. Да. Знаеш како викат си, Па добро, па тоа му најмалите Расно. најкомандат. така е. Тоа е. Па така треба и да биде. Редовно нешто да се запаза. Да. Тоа не. Добро, да не претаруваме, мислам ние толку да се разберемо, ние можеме да останеме со вас со шепецаата, ама да не бидеме предосадни Да. Само и за да имамо секад повод зашто да збореме следен пат, нели? Да. Да направиме Да. кат. може да кажеме сече и да не знам сега како да кажам, пријатна вечер или пријатен ден или Па не, ние додека снимаме ева можеме да кажеме дека не сме уште Да. одлучиле кога ќе иде првата епизода. да, Така да доволно е да ви кажеме фала ви на вниманието. точно. И останете така. Тоа Останете така. Бидете така. Оу, Бидете колку ми е така. тоа. Не. Немој да бидете така, направете некоја промена. Како да бидат така? точно, да. Не може да биде Не така. може. Мора да се менја, мора да се менја Нека- општество и не може се да биде така. Така. Мора прогресија, Така мора малце и раст. Ама на подобро. На подобро. Значи прогресија на подобро. Исто тука Сега. имамо ние многу што да збореме за таа прогресија светска. Значи има прогресивност, ама дали е на подобро? Тука е знак прашување. Тешки теми не следат, уште од сега страме фаќи. теми. Епа тешки теми, мора. Бемо Така малку е. благи овај Лори, пат. Бемо. Не, но. Смирени. Алиот. Чекај, стоп, пред да Ајде. завршимо. Ајде, имаш уште 2 Од минути. преска ми се мотани из глава дека ти ме викаше мене и уште некак ме викаш Лени. Да. Да. Ја имам Зашо? некоја како да кажам, луѓето што си ги сакам, што си ги поштувам, Добро. значи ја никад не ги адресирам на Право на име. право име, Ненад или не знам, еве, ќе спомнам сопковото. Исто и ја, Борис исто, да. или нели ја одма у деминутив името да ставам унагалено. Значи Лори, Нено, Кате, нема кај мене оноа цуци муци, ама да е на Да. у деминутив сега говорете македонски ако знаете Ама граматика. ќе Нели, зна- Ам, се си уреду тоа, Ненад, Нено, Нени, Лени. ама Л, Лени, Нени Лени Крави. Нени Лени, као узрима, сваќаш? Аха. Не, ово не сум ти го кажала никад. Требало 20 Не. години да поминат. А да, стварно ти викаше Ти ми Лени. текнало да те прашам. Или Лени, или Па Нени. уште те некад вика. ми викаш? Да. Или Нени, или Лени. Нени, Или Неци. убедливо почесто, Да. ама... Да, или Неци.
Ама тоа треба да ти биде комплимент, заради тоа што па ја тебе нели те викаше и беше ми запишано у мобилен, можда и уште си ми Лореданче. Лореданче, да, Лореданче. Лореданче е у кафанче. Лори си ми запишана, да, била си некад можда на Лори си. Сега си ми, например, и на Месенџер сменига да бидеш Лори, не си ми презим. Да. А некој ако ме адресира така, Лорета, имам чувство дека премногу е формално и официјално. Канцелариски ми звучи. И за тоа ја, например, луѓето што сум блиска, што делам живот со нив, еве тука имам една пријателка, македонка, доста се живееме, нашите деца си играат заедно. Еве ќе кажам, вика се Ивана, али пошто ми е комшика, ја нонстоп ја викам комши. Тука ли смо? Да. Иначе да ви се пофалам дека у Свети Николе само што се нема струја. Ау. Вау, супер. Ама ете ја Ама ти имаш доволно батерија. 5G, 4G и батерија у лаптоп за да ми држи LED light, така да можеме да завршиме. Види технологија. Ќе палеме свеки после по дома. Или со ring light ќе одам да видам што прават куќето тато мама. Како Halo над мене ќе биде Halo. Бега ќе ги закълам, ќе ги извадам од акъл. Како некоја подвижна икона. Јас да не сум толку личен, за да бидам икона. Јас да не сум толку свет, за да бидам светиња, али. Ама види човек, замисли ти. Види човече, дали е ово некој знак, нема струја? Овакво нешто, ајде да снемаше вода, ама струја. Ово е знак дека не треба да снимам. Ово е знак дека уште живееме ние туку во прошлоста. На свеки. Мене после вакво смеење не ми треба ништо за смирење и за заспивање. Ја вака се нејам смејано 100 години. Луѓето знаете дека ово е тоа смеење што било пред 20 години. Ланче се заглави. Јас се дури штрекна, викам дали е кон спојко тука. А иначе пошто смо дома, пошто смо дома, јас седам моментално бос. Имам добро уземљење. Не готов. Ајде, чао.